Председателката Гордана Силјановска-Давкова е во работна посета на Венеција по повод 35 годишнината од Венецијанската комисија на Советот на Европа. Таа ќе се обрати на свеченоста, каде ќе присуствуваат и председателите на Италија и Молдавија. Во рамки на посетата ќе има средби со представници на Советот на Европа, како и со македонската заедница во Италија, а ќе присуствува и на прием по повод 11 октомври. Силјановска претходно, од 2008 до 2016 година, беше член на Венецијанската комисија. Председателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, следната недела ќе започне својата турнеја низ Западниот Балкан, при што в среда попладне ќе престојува во Скопје. Таа ќе има средби со председателката Гордана Силјановска-Давкова, премиерот Христијан Мицкоски и председателот на собранието, Африм Гаши. Турнејата, која вклучува посети на Тирана, Тиват, Сараево, Белград и Приштина, има цел да ја потврди поддршката на Европската унија за интеграцијата и економскиот развој на земјите од Западен Балкан. Народниот правобранител упати апел до сите учесници во локалните избори 2025 да не вклучуваат деца во политички активности, бидејќи тоа представува повреда на нивното достоинство и право на заштита од политичко влијание. Се нагласува дека децата не смеат да се користат за промоција на партии, кандидати или програми, ниту да се појавуваат во спотови и јавни настапи. Правобранителот ги охрабрува граѓаните да пријавуваат вакви случаи и потсетува дека секое дете мора да биде заштитено од политичка злоупотреба. Вечерва на полнок истекува рокот за пријавување на болните и немокните лица кои сакаат да гласаат на локалните избори 2025. Рокот за лицата во куќен притвор е до 14 октомври. За да гласаат во домашни услови, потребно е да достават медицинска документација до Општинската изборна комисија. Гласањето за овие лица, како и за затворениците и жителите на старски домови, ќе се одржи на 18 октомври, еден ден пред изборите. Во избирачкиот список се запишани вкупно 1.832.415 гласачи. Регулаторната комисија за енергетика издаде први лиценци за батериски системи за складирање електрична енергија од обновливи извори на компанијата Енергосолар Системи. Станува збор за два системи со вкупна моќност од 2600 киловати, инсталирани во фотонапонски електроцентрали. Председателот на Регулаторната комисија за енергетика, Марко Бислимовски, истакна дека ова го означува почетокот на нов инвестициски циклус во енергетиката и забрзана енергетска транзиција кон поефикасен и одржлив систем. Во август 2025 година се издадени 280 одобренија за градење, што е зголемување од 1,8% во однос на истиот месец лани. Предвидената вредност на објектите изнесува над 5,2 милиарди денари, што е за 8% повеќе. Најмногу одобренија, 179, се за високоградба, а најмногу се издадени во југоисточниот регион. Предвидена е изградба на 646 станови со вкупна површина од над 64.000 квадратни метри. Во август државата преку јавното претпријатие за државни патишта исплатила околу 19,5 милиони евра на конзорциумот Бехтел и ЕНКА за изградбата на автопатите од коридорите 8 и 10D. Од почетокот на годината, на компанијата и се исплатени повеќе од 4,8 милиарди денари. Според извештајот, во август се работело главно на геотехнички истражувања, дизајн, експроприација, уривање на објекти и градежни активности како земјени работи, дренажа и конструкции. Уставниот суд на Македонија и Уставниот суд на Косово потпишаа меморандум за соработка за унапредување на уставното судство. Документот, потпишан од председателите Дарко Костадиновски и Неџми Реџепи, предвидува заеднички конференции, обуки и размена на искуства и судска пракса. Меморандумот стапува во сила веднаш и важи 5 години, со можност за продолжување. Царинската управа поднесе кривична пријава против македонска државјанка за криумчарење златни монети во вредност од околу 149.000 денари. Жената патувала со автобус од Истанбул кон Тетово и се обидела да ги сокрие монетите во торба за да избегне царинска контрола. Благодарение на вниманието на царинските службеници, обидот бил откриен и спречен, а случајот е предаден на обвинителството. Утре, 11 октомври, се одбележува денот на народното востание и е неработен ден за сите граѓани. Вториот неработен ден овој месец е 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба, кој паѓа во четврток и овозможува продолжен викенд. До крајот на годината останува уште еден неработен ден, 8 декември, празникот Свети Климент Охридски. Тајван ќе го забрза развојот на системот за противвоздушна одбрана тајвански штит поради зголемените воени закани од Кина, изјави председателот Лај Чингте на националниот ден. Тој најави и поголеми воени расходи за зајакнување на одбраната и одвраќање на непријателски закани.
Тајван ќе развива систем со висока способност за откривање и пресретнување, како и одбрана од дронови, со цел да го зачува мирот и стабилноста во регионот. Израелските сили се повлекоа од неколку населби во северниот и западниот дел на Газа, откривајќи огромно уништување по неделно бомбардирање. Жителите првпат се вратија во своите квартови и најдоа цели блокови срамнети со земја. Повлекувањето е дел од договорот за прекин на огнот инициран од Доналд Трамп, кој предвидува разоружување на Хамас и хуманитарна помош за населението. Израелската армија останува во делови од Газа за да спречи нови закани. Бурата Алис денеска го погоди југоистокот на Шпанија, носејќи поројни дождови од над 140 мм за 12 часа и предизвикувајќи црвен аларм за опасност од поплави во Аликанте, Мурсија и Балеарските острови. Метеоролозите предупредуваат на сериозен ризик од поплави и поројни бранови, а службите за итни случаи се во готовност. Бурата се очекува да трае до понеделник и потсетува на минатогодишните катастрофални поплави во истиот регион. Силен земјотрес од 7,6 степени ги погоди Филипините, при што загинаа најмалку 2 лица, а предизвикани се големи оштетувања на училишта и болници. Дел од земјата остана без струја, а жителите од крајбрежните области беа евакуирани поради ризик од цунами. Издадени се предупредувања за бранови високи до 3 метри, а председателот Маркос нареди итна евакуација во неколку провинции. Епицентарот бил во море, на околу 10 километри длабочина.